Во Тетово едва и се дише. Градот се гуши во загаденоста, PM10 честичките се постојано над дозволената граница. Најалармантно е во вечерните часови. Граѓаните се гневни на надлежните што апсолутно не се трудат, барем да воведат некои мерки за ублажување на проблемот. Па стално се жалиме, ама комо да се жалиш. Тие што треба да го спречат, тие уште го потпалуваат. Разбираш? И ми, ко граѓани, што може да правиме? Се собираме пред општина, еве сега имаше неколку луѓе тука, се раставува, ништо. Значи, главната преска е во општината, разбираш? Тие највише и кривци за тоа. Еве ја имам двајца комши таму кај мене. Им носат нека фабрика. Тие шпертлачи, тоа чуда. Тоа цело мало не може да диши. Првиот комшија до нив вика, аман те не огушевте. Што да правиш? Сега со секој поединечно да се расправиш? Не може да ги разберем. Боштом се трудат. Меѓутоа, на видело нема ништо. И додека нема конкретни решенија и ниту се казнуваат индустриските капацитети кои загадуваат, ниту се презема нешто околу хаосот во сообраќајот, на надлежните најдобро им одат ветувањата. Јавниот превоз по кој знае кој пат се најавува дека конечно ќе профункционира. Ни беа одобрени средствата од програмата МСИП-2 во износ од 72 милиони и 500 илјади денари за набавка на 5 градски автобуси за јавното предпријатие Тетово Транспорт. Ке успееме и ке го довршиме и процесот на ставање во функција на јавното предпријатие за превоз. Здравствените работници препорачуваат да се избегнува престој на отворено, особено кога загадувањето е најголемо. Најмногу да внимаваат децата, старите лица и хронично болните. Се советува секој кој има можност слободното време да го искористи за престој на планина и чист воздух. Дарувањето на крв е хуман гест со кој што може да се спаси човечки живот, а гостиварци се веќе докажани во својата хуманост и несебичност во тој поглед. Годишно на гостиварското подрачје се собираат околу 1400 единици на крв. Уште во првите денови од новата 2020 година започна спроведувањето на крводарителни акции. Еден од најактивните колективи на полето на крводарувањето е ХЕС Маврово, чии вработени уште еднаш ја потврдија солидарноста и подготвеноста да даруваат од бесценетата течност. Претежно имаме од 20 до 25 крводарители во 4 циклуси, значи 4 пати во годината организираме крводарителска акција. Имаме стални дарители, а и често пати се вклучуваме и во интервентни случаи кога има неопходно дарување на крв. Така да секој пат излегуваме во пресред на акцијата и доста има расположени хуманитарни луѓе и вработени во ХЕС Маврово. Самиот Илиевски е активен крводарител и има дарувано крв околу 60 пати. Тој вели дека нема поубаво чувство од она кога човек знае дека помага некому, кому му е најпотребно. Апелот е секогаш да излегуваат во пресрет и сите кои што се здрави, кои што се осеќаат спремни и желни за дарување на крв, апелирам да даваат крв, затоа што тоа е многу хумана работа, чувството е прекрасно, да се осеќаат дека се корисни, дека спасуваат нечи живот, помагаат во било каква ситуација за некој друг кој што е во неволја, во болест. Крводарителната акција во ХЕС Маврово се спроведе во соработка со Црвениот крст Гостивар и службата за трансфузиологија. Пред да се пушти во употреба, лизгалиштето поставено на градскиот плоштад во Тетово на повеќе места се оштети. За време на прославата за Нова година, дел од инсталацијата изгоре до потребата на пиротехника. Тетовци залудно се израдуваа на едни од ретките проекти за забава и рекреација во градот. Да ви кажам, треба да има нешто за младите, секогаш треба да ги поддржуваме младите. Еве овие трендови кои што се покажуваат не ни се мили на нас постарите, ни на другите.
Мора нешто да направиме за младите да остануваат, да се забавуваат и да имаме напредок на младината и на се во општеството. Коментар треба да се прави по правило. Да има за сите деца. Има простори доле кај спортскиот центар, има таму простор, може таму. Има и повеќе опции таму за лизгалишта, а не у центар на градот. Лизгалиштето требаше да се пушти во употреба на 3 јануари. Инвестицијата и на Агенцијата за млади и спорт оттаму ни стакнаа дека општина Тетово била задолжена да го чува, но и да изнајмува лизгалки. Случајот со оштетувањето го пријавиле во полиција. Се надеваа дека ќе се открие сторителот и виновникот, штетата ќе биде надоместена и лизгалиштето во текот на месецот ќе биде пуштено во употреба. Од општина Тетово пак не ни дадоа никаков коментар околу изгорената инсталација и санирање на истата. Агенцијата за млади и спорт има склучено договор со австријска компанија за монтажа и демонтажа на 7 лизгалишта во 7 општини во Македонија во вредност од 227.000 евра. Вон се рискиот талент, љубовта кон танцувањето, напорните тренинзи и трудот му донесоа големи успеси на малиот Анди Исмаили од Гостивар. За само 2 години откако почна да се занимава со модерен танц, има освоено многу награди, признанија и медали. Круната дојде во 2019-та, кога шестоодделенецот стана светски шампион во современ танц на светското првенство кое се одржа во Полска. Кога танцувам, се чувствувам свој и слободен, вели Анди, дете кое уште на прв поглед ќе ве освои со позитивната енергија, разиграноста и ведриот дух. Мојата желба на нова година е да бидам светски шампион, уште еднаш и европски шампион. Фала. Љубовта и желбата за танцување дошле спонтано, но успехот е резултат на секојдневното вежбање и надградување, за кој Анди има голема поддршка од своето семејство. Кај Анди видовме заправо неговите тренери Вуки и Саритија видоа дека тој стварно е потенцијал, стварно е капацитет. Мене као родител ме остануваше само да му давам многу поддршка. С обзирам дека Анди и дома има студио, значи секогаш, цело време све го прави со танц, со музика, ама морам да напоменувам дека примарно ни е и школото. Значи многу сум задоволен во школото, добро оди, добро учи, значи ги има сите петки. Тоа е примарно ни е школото, ова како хоби, ама гледам во последно време многу е заљубен во тоа. Се надевам сега желбата што ќе му виде во еднина, јас како родител ми останува само да го поддржавам. Талентираниот гостиварец титулата светски шампион лани ја освои со кореографија на Андријана Петковски, а негови тренери се Вулнет Незири и Сарита Селмани од танцовото студио iDance. Уште кога дојде кај нас, се разликуваше од сите деца кои досега јас сум работела и сум ги сретнала воопшто. Во себе држи една душа, уметничка душа и секогаш кога тој танцува, не му е ни доволно тоа што го танцува, има доволно простор и мало му е телото за да се искаже целосно тоа што тој го поседува. Успесите се големи, но целиот финансиски товар за учеството и подготовките за ланското светско првенство паднал врз грбот на семејството. Тие се надеваат на поголема поддршка од институциите и обезбедување на финансии за натамошните надпреварувања. Нажалост, поддршка од институциите немаме. Очекувавме, еве и со премиерот имавме средба на 10.1. имаме и председател Пендаровски. Јас се надевам дека ќе добиеме некаква поддршка за во иднина. Жалосно е вакви, сега да не се хвала многу пред камерите, жалосно е вакви таленти, као мој син има многу во Македонија. За Анди секој ден продолжува да биде исполнет со танцување и совладување на нови чекори и кореографии. Му посакуваме уште многу титули во светот на танцот и да му се исполнат новогодишните желби.
Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во текот на минатата 2019 година на поширокото тетовско подрачје вкупно откриле и законски санкционирале 20.465 различни видови сообраќајни прекршоци или над 1000 повеќе споредено со претходната година. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, од сообраќај биле исклучени 1211 возила. Најмногу од исклучените возила, 882, имале истечена регистрација до и над 30 дена. Кај 293 била утврдена техничка неисправност, претежно на сопирачките, а кај 36 претовар. Лани исто така, од сообраќај биле исклучени 3134 возачи, од кои 1663 управувале без возачка дозвола, 104 со несоодветна категорија, 78 со важечка забрана, 813 возачи почетници и 476 кои управувале под дејство на алкохол. Откриените сообраќајни прекршоци санкционирани се со 6334 прекршочни, 9610 мандатни платни налози, како и со 4591 писмена опомена. Покрај тоа, времено биле одземени 983 возачки и 776 сообраќајни дозволи, а организирани биле 11 сообраќајни поуки. Македонската ракометна репрезентација со победа го запошта настапот на 14-тото европско првенство. Нашата репрезентација синоќа многу потешко од очекуваното ја совлада Украина со минимални 26:25. Македонија речиси во целиот надпревар имаше контрола над резултатот, на моменти висока предност од 5 голови разлика. Сепак во последниот дел од надпреварот како да дојде до опуштање во нашите редови, што го искористија украинците за да дојдат до израмнување. Во последната минута од надпреварот се влезе со 25:25, но и напад за победа на Македонија. Најдобриот македонски ракометар на сите времиња, но и најискусниот на теренот, капитенот Кирил Лазаров, ја презеде одговорноста и со прекрасен погодок во последните моменти од мечот донесе победа за Македонија. Кирил Лазаров воедно беше и најпрецизен во нашите редови со 8 погодоци, сите од игра, додека Дејан Манасков постигна 6 голови. Одличен на голот на македонската репрезентација беше Никола Митревски, кој забележа 15 интервенции. Следниот надпревар на европското првенство нашата репрезентација ќе го одигра утре, со почеток во 16 часот, а за противник ќе имаме незгодната селекција на Чешка. На вториот надпревар од групата Б, домаќинот Австрија забележа победа од 32:29 против репрезентацијата на Чешка.